Госпоѓа Боџиновска, дали моменталната политичка ситуација може да ги разниша меѓуетничките односи? Знаете како, верските односи во Република Македонија биле секогаш на едно големо и високо ниво и не верувам дека овие проблеми што сега се случуваат, оваа голема криза во Република Македонија и може да направат нешто со што би ги разнишале верските односи. Република Македонија никогаш немала проблем со верските права и слободи. Сиот 19 век укажува дека во Република Македонија идеално религиите биле интерферирани едни со други. Значи, македонците немаат проблем со албанците, ниту албанците имаат проблем со македонците. Се наоѓаме во територија каде што идеално и совршено се разбираат на многу подречја. Така што мислам дека, за жал, ова што сега се случува не би можело да преврие врз верските права и слободни, врз верски конфликт. Оти ние гледаме дека Македонија секогаш добива во извештаите на Стејт департаментот идеални оценки, дека најмногу ако нешто се почитува во Република Македонија, токму тоа се верските права и слободи. Така што не треба да стравуваме од тоа, треба да стравуваме како и на кој начин ќе ја зачуваме Република Македонија, односно како и на кој начин ќе одбраниме Република Македонија на се ова што се случува околу проблемите кои ги наметна Социјалдемократскиот сојуз и двоецот Заев-Шекеринска, односно нарушување комплетно на унитарноста на државата и официјалниот јазик да се спроведе албанскиот на територијата на цела Република Македонија. Велите дека тоа не треба да не плаши, но мене навистина ме плаши промената на името, уставното име на Република Македонија, бидејќи јас тоа го сваќам како сето она што сме го живееле до сега, од тој момент нема да постои, бидејќи можно е да бидеме нова Македонија, значи сме и ние нови. И еве да речеме, моите речиси 50 години, исто како да не сум постоел, сум се родил баш од тој ден. Точно така, значи ја допревте најголемата суштина со вашето прашање. Зашто станува збор всушност? Кога, ајде да се вратиме наназад, кога тргна пред парламентарните избори, вонредните парламентарни избори, да се сетиме на се она што Заев полека ни собствената програма на СДСМ го нудеше, значи неговото одење во Германија, дека треба репрограмирање, идење над Охридскиот рамковен договор. Понатаму шарената револуција која навистина значеше организација со странски служби, помогната со ЦИА, со разни други струи од надвор, помагање парични на тие луѓе кои ги уништуваа националните интереси и блага на Република Македонија. Тоа беа луѓе кои не знаеа зашто се таму. Едноставно беа платеници да ги руши и внимавајте, рушеа се што е национален идентитетски символ на Република Македонија. Вие тоа добро го гледавте. Понатаму да не заборавиме случајот со Диво Населје. Гледате дека на истиот момент кога крвареа и кога плачеа мајките, кога ги закопувавме ние луѓето од безбедносните сили во Република Македонија, тие што ја чуваа Република Македонија, тој одеше, се сликаше. Понатаму луѓе од Косово, од разни политички партии доаѓаа на митинзите на годишнината од шарената револуција. Многу луѓе кои до ден денес, влегувањата на многу луѓе од Косово во миговите кога траеше кампањата, ние бевме честити и нашиот лидер велеше постојано на Република Македонија и треба 63 пратеника да не се уценува. Токму тоа гледаме сега, дека е загрозена унитарноста. Кога вие ќе изгубите унитарноста на Република Македонија, кога вие ќе останете без идентитет, со двојазичност на севкупната територија, со промена на монетите, со промена на грбот, она што е реален, кардинален идентитет на една држава. Унитарноста на една држава може да се одбележува само со еден јазик. Не може два јазика да ја прават унитарноста на државата. Тој албански национализам кој цело време ни се наметнува, помогнати со Социјалдемократскиот сојуз и со марионетите внатре, значи само едно, дека многу пари се фрлени од страна, кои се земени од страна на СДСМ и на врхушката од СДСМ, помогнати да стигнат до оваа бројка на изборите, тоа се пари кои јас верувам дека еден ден историјата на Република Македонија ќе узнае од каде се влезени, кој ги давал, на кое место ги делел, кои луѓе тоа го правеле и така натаму. Сакам да кажам дека од тој миг
кога и цело време се, значи се ова што вие прашувате се однесуваше токму на тоа, на промена на името на Република Македонија. Меѓутоа, Што значи? Нема името, Така. тогаш го нема ни Гоце Така, Делчев, ни што Даме значи Груев, тоа? ни Питоболи. Апсолутно. Што значи тоа? Тоа значи дека еден лидер како Никола Груевски, една силна, огромна политичка организација како што е ВМРО ДПМН, тоа не може да го направат со такви луѓе. Значи не можеа да ни најдат мана прво во силата, во храброста, во патриотизмот, во силата и моќта на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Пазете, човек кој некаде пред 2 недели, внимавајте што говорам, пред 2 недели пред да почнат парламентарните избори, бруја европските медиуми дека е најдобар прозападен лидер, лидер кој ќе победи, така. Она што ги носеше реформите дека е најголемиот реформист. Сите закони на Република Македонија буквално се преведуваат во Европа како што е и Хрватска и Србија. Значи, со Груевски не можеше да се смени името. Со ВМРО ДПМН не можеше да се смени. Тие добро го прочитале нашиот профил. Сега? Да, тоа е идејата. Да се најде човек. Да, велите дека сега ќе може Ве да молам, сменат името. значи, они бара човек, кој е тој карактер, кој е тој тип на човек што може да го направи тоа? Ете го најдоа, Зоран Заев, така? Значи, тоа е работено со години. Сега, преку овој закон за двојазичност, значи со кршење на унитарноста, со многу закони кои треба да поминат, со грбот, со знамето, следно е промената на уме. Верувајте дека прво нешто, ако направат влада, ќе биде промената на името. Што значи дека ние треба од тој момент да бидеме нова држава некоја, Централна Балканска република Македонија, некаква Северна Македонија или не знам каква друга, што имаат на ум, но она што е значајно е сите гробови отворени во мигов. Јас велам, сите гробови се отворени и на војводите, и на Крушевската република, на тие што го кренаа востанието за Република Македонија, Асномска во членот 3, во кој, ако добро се сеќавате, ако ја читате декларацијата на Асном, големиот Ченто на почетокот на седницата вели нека излезат сите што не умеат и што нема да говорат на заседанието на македонски јазик. И во членот 3, кој вели дека унитарноста на една држава се прави со македонскиот јазик. И он во членот 3 става унитарноста на македонскиот јазик, на државата е заштитена со македонскиот јазик. Тоа значи збогум на севкупната историја. Тоа значи збогум на сите гробови кои се запретаа заради оваа држава, тоа значи збогум на сите забрадени мајки кои тагуваа за оваа Македонија, што значи дека ќе се започне една историја со ново име и така натаму. Треба се да згришеме. Гоце, Даме, Брашнаров, Панко Брашнаров, Ченто, Ѓорче Петров, Борис Но Сарафов. сепак велите дека народот е тука, ќе обрани оваа ситуација, еве да прокоментираме на крај на ова интервју. Мислам дека народот за вчерашниот протест. Мислам дека црвената линија е помина, црвеното жолтата не за во рок од 24 часово здружение успеа да собере неколку илјади. Јас сум многу возбудена кога ме прашувате и верувајте дека треперам кога има вакви прашања. Лично сметам дека народот бил секогаш браник на историјата на Република Македонија. Ние и овој пат повикувам на сите да не стравуваат. Ги повикувам и ги охрабрувам силно и гордо да ја кренат главата. Ги повикувам затоа што секоја генерација има своја историја, има своја задача. Ете нам ни припадна задачата после Ченто, после Павел Шатев, после Гоце и Даме, ние да ја браниме историјата. Ете, колку не има повеќе на барикадите, колку повеќе ќе говориме, кажете им на пријателите, кажете им на блиските, кажете им на вашите деца, кажете им на соседите, без разлика дали се етнички, дали се од етничките заедници, кажете им дека Македонија никогаш немала проблем со албанците, со турците, со бошњаците, со србите. Кажете им да дојдат, да не стравуваат, да излеземе сите масовни да ја зачуваме Република Македонија. Ние живееме во едно многу тешко време во кое или од нас зависи дали ќе одбраниме Република Македонија, и од нас зависи, не од политичките партии, и од нас зависи дали ќе ги кренеме гордо раците и ќе речеме стоп, до тука не унижувавте, понатаму нема да дозволиме. Благодарам што бевте гостинка во Дневникот на телевизија Утра. Благодарам и вам за поканата.